Здраво, дечки, како сте? Јас сум Стефан, добро сте назад во Minecraft преживување. Па, почнуваме поново. Мене имаше подолго време, еве сум назад, би требало да останам, ако не, се вратам по некое време. Играме Minecraft на новата 1.19 верзија и припаре тоа. Добро. Играме на сервер моментално, јас и Марија ќе играме пак истите од претходниот пат. Тој сервер ни пропадна, а и реално веќе се имавме. Ќе пробаме овој пат поспоро да правиме работи. Јас веќе го истражував светов, го најдов ова место, па не тука ќе правам куќа и мислам дека како секоја друга серија најпрво нешто да направиме wooden tools, да направиме stone tools. Не знам што ново има во оваа верзија. Не ги следев апдейтите како доаѓаат и не знам што да очекувам. Само знам дека се вика wild update. Знам дека сите зборат дека е страшно да одиш да копаш поради некој си чудовиште, но ќе видиме, не знам како е направена. Па мислам дека време е да почнам со крафтинг. Повеќето веќе се почнати со играње, имаат работи, јас сум тој најбавниот, кој што се уште нема ништо, бидејќи треба да снимам. Линкот од каналот на Марија е доле во дескрипција и таа исто снима на овој свет. Ќе пробаме сега да дојдат и некои други луѓе да играат. Океј, уште не ги знам работиве како изгледат со овој ресурс пак. Се гордам со тебе. Јас се гордам со мене. Мислам дека волку ми се доволни парчиња камен за основните tools, како меч, копач, секира и немам секако за лопата. Супер, сега ги имаме сите tools и најверојатно куќата ќе ми биде во планината во тој дел. Ќе сакам да се проширам вака на целиот остров, па мислам дека окей ќе биде ако ги исечам дрвава. Ќе си насадам нови. Како и секоја нова серија, така и оваа. Видеа ќе има неделно, не знам дали 2 пати неделно, но неделно сигурно ќе има видеа. Полека пробувам да си го организирам времето, каде што ќе балансирам работа со YouTube, па најверојатно еднаш неделно Minecraft, сакам да почнам и други игри, како што спомнав во моите New Year's Resolutions. Колку ќе имам време за тоа ќе видам, но планирам барем минимум 3 видеа неделно да имам. Не сакам да го скршам дрвото со beehive таму, бидејќи ми треба за фарма. И морам уште од одма да си направам sugarcane фарма и фарма за храна, бидејќи немам храна. Ќе има различно нешто од претходната сезона. Ќе правиме шопови, што ќе биде добро. И како што кажав, нема да форсираме толку многу да играме за да не биде серија од 10 епизоди. Ова може да се каже дека како втора сезона од таа серија, бидејќи сме сепак истите луѓе, само верзијата е сменета. Зошто не добив ни едно семе? Опет имам. Заборавив на рибите. Можам да ги утепам и рибиве во водата што се за храна. Но ми се допаѓа ова место, бидејќи има како приватно езерце и дали ова пештера, супер, и подводна пештера има тука. Мислам дека почетната куќа ќе почнам на овој дел од островчето тука. Трайдент. Ќе му утепа. Заборавам дека уште сум на почеток, дека немам ништо. Не го сакам истиот старт како и претходната сезона. Прва епизода, прва минута, јас умирам. Имаме плугин кој ни дозволува еден човек да спие и да се раздени. Тоа е нешто без кое не можеме да играме, бидејќи не. Лошо. Ова ни е нашиот спаун. Мојата куќа се наоѓа на минус 400, минус 500, што е... Каде е? Наваму. Секогаш одбирам некои места кои се блиску до спавнот, бидејќи многу често се случува да умирам. Не ми се верува дека истата судбина од претходниот пат ја имам. Уште не почнати, јас умирам. Не знам дали ќе можам да стигнам до дома сега. Dark Oak Forest, супер. Таму гледам мраз. И ова е убаво место. Упс. Уште малце сум на X координатите. Потоа ќе треба да одам на Z координати. Упс. Не. Не ми се верува. Не ми се верува! Како можам јас да имам таа среќа? Бра, каман! Чудам со брод. Добро, па со брод е многу побрзо. Не знам зашто не почнав со брод да одам. Бамбу?
Зарем има џунгла тука? Супер! What? Морам да си соберам неколку бамбу, бидејќи е добар старт за fuel source. Cocoa beans, па зашто да не? Папагали слушам. Морам дефинитивно да си ја поврзам куќата со портал преку Недер. Секундарно, гледам многу овци. Што ќе ми требаат за кревет, бидејќи Марија не спие. Умри, 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 умри. Thank you. Уште една овца ми треба. Таа е сива, не ми треба, шти бела овца ми треба. Црна овца, секакви други овци сега ќе најдам освен бела. Би требало да сум, да, ете го моето место, тоест не. Тука треба да сум веќе. Да. Не, крипер имаше. Ето го моето место. Конечно! Добро, тука се items. Правам furnace и да испечам храната што ја имам. Па сега ќе одам малце да копам. Уживајте во ова таймлапс. Еве сме назад, се надам дека ви се допадна тоа таймлапс со копање, па направив неколку работи во меѓувреме, како оваа фарма, оваа sugarcane фарма и ова чудо што не сакам да го наречам куќа. Овдека се наоѓа тунелот каде што копав, па мислам дека најдобро би било за стартер куќа да почнем да градам на овој дел од островот, па потоа ќе се проширам на секаде. Куќата сакам да биде некако вградена во планината, ама и надвор. Па имам wood со мене и ајде да почнеме. Мислам дека најпрво би почнал со некоја стандард box house, па потоа ќе го сменам дизајнот. Мислам дека волкава доволно ќе биде. Ова е само платформата, куќата ќе се наоѓа, па како што е до сега ќе биде повеќе од надворешна страна, но ќе има некој дел покриен. Можам подот веднаш да го пополнам. Како секоја стартер куќа, така и оваа ќе биде од каблстон. Но ќе има и дрва. Сакам да имам како тераса еден дел, бидејќи висечка е куќата, можам да ги оставам овие два блока и да почнам да градам вака. Влезот може да биде на тој ќош. Тука прозор, тука влез. Сакам да имам и некој дел од зидот кој ќе биде од дрво.
Но кој дел ќе биде ќе видиме. Можам да почнам да рушам планинава, ричево, не знам веќе ни што е. Ќе го проширам уште 2 блока наваму, за да дојде еден дел покриен, бидејќи тоа ми беше и оригиналниот план. Најинтересни ми се овие први епизоди, бидејќи немаш ништо. И како што немам ништо прочитано за новава верзија, не знам ни што да очекувам. Не знам дали ќе дојде некој чудовиште од небото ќе ме утепа, дали кој ќе копам ќе ме утепа. Мислам дека овдека ќе биде тој дел со дрва. Па пак ќе имаме stone, пак можам да ставам дрва, пак stone. Пак дрва. И ќе треба уште 2 блока да одам во планината, за барем еднакво да биде. Ова вака, го правиме исто и на оваа страна. Дрва. И задниот зид мислам дека цел дрво ќе го направам, бидејќи ваму е стон, ваму ќе биде дрво. И мислам дека тука ќе ја завршам оваа епизода, ќе ја доградам куќата off camera, бидејќи тоа е нешто basic, го имам снимано 15.000 пати. Па се надам дека ви се допадна ово видео, ако ви се допадна не заборавте да ставите лайк, да го споделите ово видео со вашите пријатели и се гледаме во некој наредно видео. Чао!